Прв разговор овде во студиото 3 на Македонската телевизија, веќе соговорничката ни пристигна, еве и темата. Дузина студенти од исто толку факултети од земјава го добија признанието инженерски прстен, кој што го доделува инженерската институција на Македонија на најдобрите дипломирани студенти од факултетите кои што секако образуваат инженерски кадри. Целта на признанието е да ги промовира најдобрите и меѓу другото инженерството како професија, која што е особено значајна за развојот на државата и општеството во целина. На оваа тема во Македонија наутро со професорката и председателка на инженерската институција на Македонија, Христина Спасевска. Добро утро и добре ни дојдовте, професорке. Добро утро и благодарам за поканата и поздрав до вашите гледачи. Споменав уште во најавата, инженерскиот прстен е едно од врвните признанија за најдобрите студенти од факултетите кои што произведуваат ваков тип на кадри. Колку мина го добија истото? Навистина, ова признание е уникатно признание не само во нашата држава, и многу пошироко. Оваа година имаме јубилеј, 20 години од првото доделување на инженерскиот прстен. До сега 148 добитници го имаат земено ова признание. Каде се тие? Повеќето од нив, повеќе од половината се во Македонија, во нашата држава, тука ја градат својата кариера, но еден дел исто така се во странство и тоа во врвни универзитети и компании во други земји. Како помина доделувањето на наградите? Традиционално ги доделува председателот на државата, господинот Стево Пендаровски ја заврши својата задача. Така, значи, признанието што од почеток беше инициирано од страна на инженерската институција на Македонија. 7 години покасно се придружи и уште една професионална организација, тоа е Комората на овластени архитекти и овластени инженери. И секако признанието од почетокот се доделува под покровителство на актуелниот председател на државата. Поминавме добро во знакот на големиот јубилеј 20 години. Имаше можност годинешните добитници заедно да се сретнат со добитниците од порано, а настанот се одржа секако во вилата Водно. Споменав и во најавата, целта на настанот од една страна е да ги промовира најдобрите студенти, од друга страна инженерството како професија. Во тој контекст, какви кадри продуцираат нашите факултети? Од самиот почеток ова признание имаше токму таа цел, да се укаже и да се промовира улогата на инженерството и потребата од инженерството во развојот на нашата држава. Се сменија времињата од пред 20 години до сега, што значи и каков кадар треба да се произведува на факултетите. Ако порано се бараше строго едуциран кадар во една област, сега напротив се бараат инженери, нашите компании бараат инженери со широки познавања базични, каде што со доволно пракса ќе можат да се вклучат во производните процеси. Дали студентите односно младите се интересираат за инженерство? Има ли доволно кадри? За жал, моментално во Македонија за некои факултети, односно за некои инженерски професии има навистина интерес. Пред се тоа се професиите поврзани со IT технологиите, а од друга страна за дел од професиите како што е градежништвото, технологијата, интересот е помал. Најверојатно нашите млади се прагматични и мислат што ќе биде по завршувањето на студиите и какви ќе бидат нивните плати, односно приходи кои ќе завршат. Го споминавме сегментот какви кадри продуцираат факултетите, колку младите се интересираат, има ли простор за нив доволно на пазарот на трудот, се валоризира ли истиот? Јас мислам дека скоро сите инженери, дипломирани инженери можат да најдат работа во нашата држава. Знаеме дека еден голем дел се одливаат и во странство. Тоа не е неминовно да се спомне. Валоризацијата се зависи од во која област работите. Пак ќе кажам, IT технологиите се доста платени за разлика од другите струки кои се исто така многу тешки за работа, а платите се секако помали. И во кој сегмент, професорке, треба да се напредуваат и факултетите кои произведуваат инженерски кадри и генерално општеството или пазарот на трудот?
Мислам дека треба да настане поголем спој и поголема соработка помеѓу компаниите, пазарот на трудот и факултетите. Не е доволно нашите инженери да имат базични знаења во нашите училници, во нашите лаборатории. Она што на нашите инженери реално им е потребно е доста практична работа која би требало да се спроведува во компаниите. Исто така, многу е потребно тие да имаат и дополнителни вештини, например за тимска работа, да имаат вештини да можат да решаваат проблеми во даден момент. Значи, сите тие вештини плюс треба нашите инженери да ги имаат. Вие комунициравте, се надавам, со дел од студентите кои што го добија инженерскиот прстен. Кои се нивните очекувања? Кои се очекувањата на најдобрите, откако ќе го добијат врвното признание за трудот како валоризација за она што го сработиле? Тие се скромни многу. Прво се многу скромни млади луѓе. Секако очекуваат дека својата кариера ќе ја продолжат на факултетите, односно ќе имаат академска кариера. За жал, нашите статистики покажуваат дека многу малку, некаде 1/5 од тие што досега го добили инженерскиот прстен останале во академската средина. Можеби и ние како инженерска институција на Македонија и воопшто нашата инженерска заедница треба да се посвети на тоа. Каде е местото на овие млади луѓе во нашето општество, во академската фела или во професионалната фела? 20 години инженерски прстен се намалува или се зголемува бројката на успешни студенти кои го добиваат секоја година? Што велат бројките? Вака, последните неколку години ова признание го добиваат на вистина најдобрите инженери, дипломирани инженери во државата. Инженерската институција на Македонија и Комората на овластени архитекти и овластени инженери подготви правилник по строги критериуми да ги избереме најдобрите факултети кои ќе добијат инженерски прстен. Имаме добри студенти и некако просекот на студентите кои завршуваат реално, не само на овие добитници и на сите, се зголемува. Некако тоа ни е тренд што ние како инженерска институција го уведуваме. Постојано изминатиот период се дискутира за квалитетот на образованието кое што го добиваат нашите студенти, каде ни се и како ни се рангирани факултетите. Предпоставувам на тема инженерство не треба да се грижиме. Не, секако. Тука инженерите се барани како во земјата, така и во странство. Како вие, еве како професор, образувате кадри низ годиниве? Меѓу другото, разговарате со нив, ги слушате, предпоставувам и знам дека се грижите за тоа како тие понатаму ќе ја развиваат кариерата. Како и каде сакате инженерската професија во Македонија да ја гледате за години од сега? Добро ли е позиционирана? Секако подобро платена. Моментално во нашата држава се подготвува една стратегија за паметна специјализација каја точно ќе увиди каде има потреба од инженерски дисциплини во државата. Значи тоа ни е сега се работи, мислам дека многу брзо ќе биде готово и кои инженерски дисциплини им требаат на нашите компании. Секако она што е многу значајно е интердисциплинарност. Некако нашите кадри се поделени по различни струки и треба да се направи поголема интердисциплинарна соработка затоа што еден инженер мора да знае повеќе области, односно да биде образован од повеќе области. Го споменате практичното знаење. Каква е комуникацијата со компаниите? Отворени ли се тие за соработка? Треба да кажам дека се отворени, но тоа не е доволно. Компаниите треба да имаат да бидат присутни на нашите факултети, но не само нашите студенти да бидат присутни во нивните компании, да кажеме за практична настава. Еден од големите мотиви секој студент да ја избере дадена компанија по завршувањето и да биде стипендиран. Значи бројот на стипендии што го доделуваат компаниите исто така треба да биде значителен, затоа што на тој начин го земате студентот уште додека студира, тој својата практична работа ја остварува во компанијата, добива стипендија и потоа и студентот и компанијата носат одлука дали на вистина тој студент или тој дипломиран инженер треба да работи таму. И ако се наоѓаме во состојба во која што имаме страшен одлив на квалификувана работна сила, треба ли
самиот податок дека имаме доволно квалификувани млади кадри, способни, да го крене алармот на повисоко ниво, дека државата треба да биде позаангажирана, да ги задржи своите деца дома. Па јас не мислам дека само државата и академијата, односно универзитетите. Сепак јас би кажала дека тука компаниите имаат пресудна одлука. Тие треба да кажат што им треба, каков кадар им треба и дали на вистина имаат. И секако, примањата што ги имаат нашите инженери во компаниите треба да бидат на едно респектибилно ниво за тие да останат тука, да не одат во странство. Како од друга страна и дали е мотивиран образовниот кадар, вие, професорите? Се уште ние како професори, нашите плати се многу ниски во однос на сите плати во интелектуалната сфера, да кажеме. Јас имам една парадигма дека учителите останаа со помали примање од учениците. Сите, нели тие бизнисмени, да кажеме, менаџери потекнуваат од универзитетите. Исто така мотивацијата на наставниците, односно на професорите и во доволното средства за наука и за истражување, што знаеме дека е многу мало. И сето тоа рангирање на нашите универзитети, ако веќе го поврзуваме со тоа дали ние сме задоволни, сепак зависи од една политичка одлука на државата, дали државата сака во наредниот период да има универзитети кои се високо рангирани по секој основ, настава, наука, меѓународна соработка и така натаму. Какво е вашето предвидување за студентите кои што го добија признанието оваа година? Ќе успееме да ги задржиме овде? За жал, веќе тројца од нив своето образование го продолжиле во странство, другите се уште овде. Само една од девојките останува како демонстратор на факултет, а другите работат во компании. Јас се надевам дека ќе се најде модел како сите овие млади луѓе прво да ги задржиме на нашите универзитети, затоа што е клучно најдобрите сепак да останат на универзитетите, да имаат научна кариера. Ова е период од годината, голем дел впрочем од матурантите ја донеса одлуката каде понатаму, меѓутоа ете оние кои што се уште размислуваат, го чекаат оној последен момент за каде на факултет. Кои се аргументите во прилог на инженерството? Зошто да се одбере професијата? Сигурно вработување. Јас се надевам добри плати. Тоа е првото што го решаваат сите млади луѓе. Пак ќе кажам, IT технологиите се доста атрактивни моментално и на нашиот универзитет на Свети Кирил и Методиј, но и на другите тие студиски програми секако се пополнуваат. Тука е многу значајно да се изберат овие дисциплини. Јас се надевам искрено дека и секоја наредна 21 и 22 и 23 година поред за додолување на инженерскиот прстен ќе бидат со бројни студенти кои ќе го добиваат оваа признание. Знаеме дека имаме квалитетен образован кадар што ни оди во прилог се уште и нека трае така, нека има бројни студенти кои ќе излезат како квалитетни кадри и нека останат во државата. Тоа ни е важно. Благодарам за гостувањето во утринската програма, професор. Благодарам и на вас.